Добар ден, почитувани! Задоволство и гордост ми е да го водам овогодинешниот Ратевски карнавал. Се радувам што ве гледам во поголем број на маскирани и помасовна посетеност. Секоја година на Свети Јован се одржува Ратевскиот карнавал во село Ратево. Традицијата на жителите со маски, изработени од природна кожа, од животни, да ги растераат злите духови од година во година, прераснува во карнавал кој ги надминува границите во земјава. Стотина жители на малешевското село Ратево, маскирани во кожи од животни и со големи метални звонци, ја продолжуваат многовековната традиција да го прогонуваат злото. Тие дефилираат низ сокаците и се упатуваат сред селото, каде што ги пречекуваат уште неколку стотици маскирани ратевци и гости од други места, но со посовремени маски. Многовековната традиција на селаните од Ратево со маски изработени од животинска кожа го растерува злото кое е насобрано во текот на годината. Амбиентот наликува уште исто како уште од пред илјадници години. Бамбурци во малешевскиот дијалект значи нешто многу страшно, кое мора да се растерува со нешто уште пострашно. Затоа и се прават овие маски и оваа страшна облека од кожи од говеда, овци, кози и од птици, кои се изработуваат секоја година и по 2-3 месеци. Така луѓето од Ратево со векови најмалку 1000 години ги растерувале злото и болестите на луѓето и кај добитокот. Најстарите жители на Ратево прераскажуваат дека по вековната традиција на овој обичај, што е поврзан со верскиот празник Свети Јован Крстител, не била прекината ниту една година. Неколку години наназад карнавалот е еден од најреномираните настани во нашата општина, а и поширок. Ратевскиот карнавал полека преминува во меѓународните рамки и е дел од календарот на културните настани во општина Берово, која придонесува за поголема туристичка промоција и зачувување на традицијата во општината. Почитувани, сега го поканувам да дојде да даде збор, значи, председателот на местната заедница на село Ратево, кој воедно е председател на Сдруженијето на граѓани на Ратевски бамбурци, господинот Атанас Валмарски. Ве молиме да напост. Почитуван градоначалник, почитувани граѓани на Ратево, почитувани гости, добре дојдовте во Ратево на Ратевскиот карневал Ратевски бамбурци 2014. Добре дојде во Ратево, посакувам на градоначалникот на општина Берово, господинот Драги Наџински. Ги поздравувам пратениците во Македонскиот парламент, госпожица Марија Рашковска и господин Миле Пачемски. Го поздравувам и председателот на Советот на општина Берово, господинот Јован Матеничарски, кој воедно му го честитам и имениот ден. Сите советници на Советот на општина Берово ги поздравувам и им благодарам за едногласната подршка на Ратевскиот карневал со гласови 15-0. Овде сте денес сите добродојдени. Го поздравувам председателот и му посакувам срдечно добре дојде во Ратево на организациониот одбор, господинот Љупчо Дракалски. Ги поздравувам и другите членови на организациониот одбор и им посакувам добре дојде во Ратево на господинот Љупчо Гошевски, на господинот Ѓорѓи Аспроски, директор на Медија Инг, на господинот Кирил Кракутовски, директор на ТП Кракутовска станка, на господинот Јован Ѓорѓовски, нотар, на господинот Љупчо Папалиски и господинот Васко Папалиски, директори на Борово стебло, господинот Панче, директор на VIP Tours, господинот Слобан Муцунски Бони, директор на Хотел Манастир, господинот Славчо Стирачевски, директор на Аурора. Благодарам што овие денови несебично се залагавте и Ратевскиот карневал дојде до оваа убаво и високо ниво. Добре дојде во Ратево, посакувам на нашиот почесен граѓанин на Ратево, господинот Благој Механџиски Зегин. Пријатно, господине, да чувствувате во Ратево и благодарам што го помогнавте многу вие овој карневал.
Добре дојде во Ратево, посакувам на директорот на општинското средно училиште Ацо Русковски, господинот Гоце Джалевски, на директорката на основното општинско училиште Дидиго Малешевски Берово, госпоđа Наташа Аврамска, на госпоđата Лиljana Буровска, директор на основното училиште Никола Петров Русински. Добре дојде во Ратево, посакувам на госпоđа Бранка Шишовска, директор на Центарот за социјални работи. Господинот Никола Танасов, директор на ШС Малешево Берово, добре дојде во Ратево, посакувам. Ја поздравувам госпоđа Гордана Фурнаджиска, директор на Стопанска банка Берово, и господинот Спаско Инџелизов. Го поздравувам господинот Глигор Мамучевски, директор на Домот на културата Берово, и господинот Горан Тасески, командир на ПС Берово. Ја поздравувам водителката Зои Блаш, уметник, естраден уметник, госпоđа Даница Брандевска, исто така ратевска водителка, оркестарот Малешевски Мелос, го поздравувам, и оркестарот Малешевски Зурли. Оваа година имаме многу високо образовани луѓе во жири комисијата, луѓе кои што Ратевскиот карневал треба да го оценат многу точно, бидејќи фондот за награди е 100.000 денари. Жири комисија во состав председател господин Зоран Мазновски, советник, господин Драги Цикарски, архитект, госпоđица Весна Војчовска, професор по англиски, господин Горан Тасевски, економист, господин Мишо Догазански, архитект. Луѓе кои што реално ќе ги врачат наградите на најдобрите надпреварувачи. Значи, како што спомнав, оваа година фондот за награди е 100.000 денари. Голема благодарност до градоначалникот на општина Берово, господинот Драги Раđевски, до советот на општина Берово, кои што доделија 90.000 денари. В година, господине, да ги дуплирате, да сте живи и да сте здрави. Покровител на денешната манифестација карневалот Ратевски бамбурци е општина Берово. Генерален спонзор господин Благој Механџиски Зегин. Спонзори Стопанска банка Берово, Борово стебло Ратево, Медија Инк Берово, ЈКП услуга Берово, ВИП Турс Скопје, Кракутовска Встанка Смојмирово, Аурора Берово, Мануил Берово, Ива Комерц Берово, ресторант Карадак Берово, господин Ристов Борис, Шливка Петрол Берово, Аптека Медика Гевгелија, Софија Доел Богданци, Интеркомерц Гевгелија, Златен глас Гевгелија, Девомак Гевгелија, Хотел Манастир Берово, Полотекс Берово, Логос Доел, извршител Орце Гоцески, Бори ЈТД Владимирово, Текила Владимирово, Фунги Флора, Русиново Радовиш, Кабловска телевизија Виванет, Супермаркет База Берово, Црквата Свети Апостоли Петар Павле, Ратево и местната заедница на Ратево. Интерглобус Перо Богданци, изградба Струмица, Доријан Стил Николич. Доријан, благодарам на спонзорите. Почитуван градоначалник, почитувани пратеници, почитувани гости. Барајне од Сдруженијето на граѓани Ратевски бамбурци и од село Ратево. Граѓаните во село Ратево се гостопримлив народ и ние многу сакаме гости. Тај сме стрекни кога имаме вака гости. Сакаме за воеднина да изградиме музеј, да ја обновиме куќата на Мистон и да направиме пешечка патека Ратево Беровско езеро. Благодарам, господине градоначалник. Го поздравувам Благој Механџиски Зегин, кој што е многу пријател со америчкиот амбасадор и мислам дека тој ќе го доведе да ја обновиме куќата на Мистон. На крајот, по завршетокот на програмата, ве поканувам сите на свечен ручек во Домот на културата на Малешевски, односно Ратевски боб со сланина. И на сите кои што се викате Јован, Јованка, Ванчо, ви го честитам денешниот празник Свети Јован, Свети Јован Крстител, бидејќи во водите на реката Јордан. Свети Јован Крстител го крстил Господ Исус Христос. Вечно ви име, благодарам и ве поканувам после на свечен ручек во Домот на културата.
и в година да се видиме пак во уште поголем број. Благодарам. А сега го поканувам градоначалникот на општина Берово, господинот Драган Наджински, да ве поздрави и да го прогласи карнавалот за отворен. Сограѓани на село Ратево, дозволете ми прво лично да им го честитам домашниот празник на сите наши сограѓани кои го носат името Јован, Јованчо, Јовчо, Јово, и на сите граѓанки кои го носат името Јованка и се што е поврзано со Јован. Денес, на овој наш православен празник, од испонско време во село Ратево се одржувале познатите ратевски бамбурци. Пагански обичај, кој обичај имал една цел. Овие денови кои биле некрстени од Божич па до денес, сите зла, сите болести, сите лоши работи кои ги тиштеле граѓаните на село Ратево да бидат избркани. Но ние, од цела општина наша, од општина Берово, кои од околните општини, треба да им се заблагодариме на граѓаните од Ратево, зашто не само што ги избркале злата од село Ратево, тие ги избркале малте не од цела Македонија. Да им заблагодариме се. И токму за тоа, за тие сите позитивни работи кои ги прават граѓаните на село Ратево, си дозволи општина Берово да биде неколку години наназад генерален покровител на овој настан, настан со кој ги прошируваме, избогатуваме културните настани на нашата општина, настан со кој ја промовираме општината, таа да биде препознатлива не само во Република Македонија, туку и надвор од границите на нашата земја. Затоа неколку години наназад веќе карневалот Ратевски бамбурци добива и меѓународен карактер, па и оваа година слушнавме од председателот дека повторно имаме гости од Република Бугарија и од Република Србија. Сега дозволете ми да ги поздравам и сите учесници, сите кои синоќа вложиле труд да ги направат своите маски најпрепознатливи, најавтентични, најстрашни, најубави, најкомични, најпрепознатливи за сите членови од комисијата. Да ја поздравам и комисијата која верувам дека без пристрасност, со едно објективно оценување, ќе ја додели првата награда на најдобрите. Тука знаеме ние дека нема лоши, сите се добри, сите се најдобри, но сепак од најдобрите ќе има сигурно еден најдобар. И токму заради тие, надпреварувачки дефилеа кои треба да ги направат групите кои се маскирани, ќе ми дозволите и оваа година свечено да го отворам карневалот Ратевски бамбурци 2014. Нека помине во вековност и во традиција.